Дневник на Канал Плюс, добро вечер. Почнуваме веднаш по кратката најава. Останете со нас. Денес председателот на ВМРО-ДПМНЕ Никола Груевски ја отвори политичката академија на ВМРО-ДПМНЕ. Зоран Заев ги посети младите во Кочани и во Штип. Проектите за пониква со кои источниот плански регион ќе аплицира за европски грантови се при крај. Во план се вештачки езера, колектори и патно поврзување. Известни се куќата на Макфест и патот Карбинци-Вртешка. Австријска донација денес дојде во клиничката болница во Штип. Болнички материјали, помагала и инкубатор за бебиња во вредност од 300.000 евра донираше хуманитарната организација Хил Коде. Започнуваме со политика. Денес председателот на ВМРО-ДПМНЕ Никола Груевски ја отвори политичката академија на ВМРО-ДПМНЕ. Оваа година во фокусот на политичката академија се вредностите и политиките на Европската народна партија, моделирањето и значењето на модерните народни партии, како и повеќе други теми со посебен осврт и акцент на Република Македонија, истакна Груевски. Инаку Европската народна партија е најголемото семејство на политички партии во Европа, кое брои 75 членки од 40 држави, меѓу кои ВМРО-ДПМНЕ. Наша е честа да бидеме дел од најмокната политичка организација во Европа. Да споделуваме исти вредности и заложби. Но наша е и одговорноста да се носиме со сите проблеми и политички предизвици кои ја тангираат Европа, но и нашата земја. Оттука, наша примарна одговорност е постојано да ја надградуваме ВМРО-ДПМНЕ во духот на модерните народни партии, да инвестираме во човечките ресурси, да градиме нови политики и проекти, а се со цел и понатаму да бидеме главниот носечки столб на кој се потпира нашата татковина Република Македонија. Низ призма на моделирањето и развојот на една модерна народна партија, Нова академија ќе имате можност да се сретнете со повеќе значајни теми како што се менаџирањето со човечките ресурси во партијата, политичката комуникација преку интернет, микротаргетирање, лобирање и убедување како дел од политичката комуникација, техники на комуницирање со јавноста, како и повеќе други теми од значење и интерес на современата политика. Денес председателот на СДСМ Зоран Заев ги посети младите во Кочани и Штип. Целта на овие средби е да се видам со граѓаните на вака неформални средби по парковите, по градските плоштади и секако да пренесеме информација од прва рака, истакна Заев при денешната посета во Кочани. Заев беше и во Штип и се сретна со младите од Штипско, со кои разменија заклучоци за моменталната состојба во државата. Поврзано со изборите, Заев рече дека Никола Груевски е тој што се плаши од избори, а меѓу останатото истакна дека очекува Државната изборна комисија професионално да ја заврши работата околу прочистувањето на избирачкиот список, кој треба да биде завршено 10 дена пред изборите, без никаков притисок. Ова недела ја посветивме на младите и пред се разговараме со младите и перспективите за младите луѓе. Денешниот ден ќе биде исполнет со теми за младински политики во времето во кое што доаѓа пред нас. Само да подсетам дека изборните грабежи, независноста на судството и партизираните институции беа главни причини за политичката криза во Македонија. Со одлуката на Уставниот суд, Никола Груевски многу видливо и јасно ја призна вината на своите најблиски соработници за изборните измами. Одлуката на Уставниот суд се носи со намера да се заштити Никола Груевски и луѓето околу него за сторените изборни измами. Одлуката на Уставниот суд истовремено охрабрува нови изборни измами и нови изборни грабежи. Зарем некој мисли дека ова треба да дозволиме, вака да остане? Тој бега од избори, не бега Заев од избори. Прашањето е дали сите искрено сакаме фери демократски избори. Очекуваме да се избришат сите фантомски гласачи, сите фиктивни лични карти, сите фиктивни гласачи кои што провеуваат сиве овие години по избирачкиот список и секако очекуваме да се разделат граѓаните кои што се со право на глас, тие што живеат во Македонија и тие што живеат надвор од Македонија се со право на глас. Овие два значајни податоци ќе овозможат да
еднакво вреди секој глас во Република Македонија, а ќе ги отстрани сите можни манипулации да се игра со гласовите на нашинците кои што живеат во странство, а некој друг да гласа овде, а секако и да се избрешат сите тие кои што гласале по неколку пати, а по закон не треба тоа да им се дозволи. Продолжуваме со регионални теми. За цените на водата во општините во иднина нема да одлучуваат локалните власти, туку Регулаторната комисија за енергетика. Асоциацијата на даватели на комунални услуги активно е вклучена во новата методологија за пресметување на цената на водата. Во иднина локалните власти ќе немаат ингеренција во формулирањето на цените на водите. Регулаторната комисија за енергетика веќе го разработува планот за изработка на нова методологија по која ќе се пресметува цената на водата во општините, а таа ќе зависи од висината на тарифата на водната услуга, висината на трошоците поврзани со користење на водите, како и даноците утврдени со закон. Асоциацијата на даватели на комунални услуги АТКОМ, чиј председател е актуелниот директор на јавното претпријатие во Виница Игор Спасовски, активно е вклучена во изготвувањето на новите тарифници. После тоа, тарифата која што ќе одреди Регулаторната комисија за енергетика мора да оди на одобрување од страна на советите на општините, како што и досега впрочем со законот за изјавени предпријатија за комунална дејност е регулирано на тој начин. Советот може да ја прифати или да ја отфрли одредената тарифа која што ќе даде Регулаторната комисија за енергетика. Доколку советот на општината не ја прифати понудената тарифа, тогаш се враќа повторно на доработка во Регулаторната комисија и повтор пат ќе биде поднесена до советот на усвојување. Доколку советот на општината и втор пат не ја усвои понудената тарифа, тогаш Регулаторната комисија донесува конечна одлука и таа цена или таа тарифа на водата за пиење и одведување на урбани отпадни води ќе биде важна и ќе почне да се применува од страна на комуналното предпријатие. Сите даватели на водни услуги што обезбедуваат вода за подрачја со над 10.000 жители и кои обезбедуваат сурова вода за водоснабдувачките системи, ќе бидат должни да почнат со примена на новите тарифници најдоцна до 1 јануари 2018 година. До 1 јануари 2018 година сите јавни комунални предпријатија во Република Македонија веќе морат да имат завршено постапката и поднесено до регулаторот своите бизнис планови и своите барања, така да новата регулирана цена на вода за пиење и одведување на урбани отпадни води ќе започне да се применува од 1 јануари 2018 година. Новиот начин на формирање на цената на вода не значи дека во сите комунални предпријатија во сите градови ќе биде крената цената на вода за пиење. Тоа ќе го каже анализата која ќе ја направи регулаторот и пред се согласно методологијата. Општина Виница последните корекции на цената ги направи 2013 и во моментот потрошената вода се калкулира по цена од 23,21 денар по метар кубен за физички лица, 45,15 денари за правни лица и 6 денари за канализација. Споредбено со соседството, може да се каже дека Виница е општина со најниски цени во регионот. Инаку, најскапа вода во државава плаќаат во Штип, Струмица, Охрид, Куманово и во Велес. Јавното предпријатие Камена река од Македонска каменица со награди ги стимулира граѓаните редовно да плаќаат вода. Ефектот е видлив, велат од јавното предпријатие, па од година во година процентот на наплата се зголемува. Јавното предпријатие Камена река од Македонска каменица и оваа година не ги заборави своите корисници. Со награди ги стимулира граѓаните редовно да ги плаќаат своите сметки за вода и комунални такси. Поточно неколку години поред организира наградна игра за најредовните плаќачи. Значи, како и секоја година, и оваа година, за најверните корисници, односно плаќачи на комуналните такси, јавното комунално предпријатие на некој начин ги стимулира граѓаните на општина Македонска каменица со тоа што воведува една наградна игра која за прва награда, оние корисници кои ќе бидат извлечени како прва награда ги следува телевизор, LCD, втора награда е таблет и трета награда е 3-месечна претплата за комунална такса. Тоа на еден начин стимулација на граѓаните на општина Македонска каменица, што поредовно да си ги подмируваат своите долгови кон јавното комунално предпријатие.
Ефектот е видлив, велат од јавното предпријатие. Од година в година процентот на наплата е се поголем, благодарение на скромната стимулација со награди. Значи, наградната игра се организира веќе неколку години уназад, а ефектот е видлив и процентот за наплата евидентно се зголемува. Наплатата на сметки за вода во Македонска каменица се движи околу 85%, а вкупниот фонд на награди е околу 15.000 денари. Советот за развој на Источниот плански регион денес одржа редовна седница во општина Карбенци. На дневен ред беше годишниот извештај за развој на регионот, но и одлуката за спроведување на програмата за развој на Источниот плански регион за период до 2019 година. Исто така Советот расправаше и за неизмирените обврски на општините кон Центарот за развој на Источниот плански регион. Градоначалниците од сите општини на Истокот, заедно со Центарот за Источно-планскиот регион, денес ја одржаа 22-та седница во општина Карбенци. На седницата се разговараше за сите тековни и идни проекти на општините, а како најдолготраен и важен проблем, кој понатаму се провлекува, е проблемот за надоместоците, односно членарините во Источно-планскиот регион од страна на сите општини. Тоа е еден од предусловите за аплицирање на секоја општина преку Источниот плански регион и очекуваме дека ќе наидеме на разбирање, бидејќи се работи за символични средства кои што овие посиромашните општини кои што не може да ги измират и помалите општини кои што не може да ги измират ќе изнадат начин за да не биде пречка самата чланарина, односно самата партиципација во Источниот плански регион да не можат да аплицираат до некои од програмите кои што ги имаме во поголем број. Сепак општините ги измеруваат обврските спрема Центарот со исклучок на некои општини кои немаат доволно средства. Од вкупните средства на годишно ниво тие се навистина мали, 1.818.000 денари изнесуваат. Имаме наплатено некаде околу 1.200.000 денари, остануваат уште околу 500-602.000 ненаплатени. Дел од општините во целост го имаат измирено својот долг, своите обврски. Тоа се општина Штип, општина Кочани, општина Македонска каменица, општина Зрновци и општина Карбинци. Имам општини кои што го имаат измирено долгот само за првото полугодие од годината. Овде влегува општина Берово, имаме општина Пехчево и општина Чешиново-Облешево. Не, општина Чешиново-Облешево нема платено ништо. Исте случајот и со општина Пробишти. Средствата мораат да се трансферираат на сметката на Центарот за да можат да се повлечат и се реализираат проектите за општините. Центрите покрај оние средства што ќе ги добијат за тековно работење, ќе добијат и посебни средства повторно од националниот буџет за менаџирање, односно управување со проекти, во зависност од тежината на самиот проект, што ние како центри ја внесуваме во самите апликации на одобрени проекти. И токму поради тоа очекуваме на седница на влада одобрените предлог проекти за финансирање во 2016 година. Ние поднесовме 4, сите 4 се позитивно оценети, меѓутоа јас очекувам максимално првата фаза 2 да изреализираме. Минатата година Центарот на Источно-планскиот регион ја смета како доста работна и успешна, а за идната година тие очекуваат со брзо темпо сите проекти да се реализираат. Центарот планира покрупни проекти, меѓу кои изградбата на куќа на Макфест во Штип и патот Карбенци-Вртешка, а се очекува оваа година и повеќе капитални проекти за спортско-рекреативниот центар Пониква. По претходна одлука на Советот, општина Македонска каменица исплати вкупно 570.000 денари, од кои околу 280.000 денари добија сопствениците на становите во зградата на улицата Рударска, кои беа зафатени од пожарот кој се случи во декември минатата година. Освен оваа помош, општината интервенираше и во санирањето на кровната конструкција. По претходна одлука на Општинскиот совет, општината Македонска каменица ги исплати финансиските средства за оштетените сопственици на станови и за реконструкција на кровот на зградата на улицата Рударска, која во текот на минатата година беше зафатена од пожар. Општината исплати вкупно 570.000 денари, од кои 280.000 денари беа наменети за сопствениците на опожарените станови. Како што најавивме од страна на Општинската комисија, беше направена проценка на штета на првиот совет, од страна на советот и на советот
советниците беше усвоена, значи, проценетата вредност на штетата која што е направена во вредност која што Советот смее да ја одобри, која што е согласно на законите, тоа е максималниот износ на сумата 30%, со овие средства, но и со средства кои што беа подпомогнати од рудникот Саса. Најголем дел од активностите се завршени, односно целосно е препокриена зградата. Сите граѓани кои што имаат штета на нивните станови се целосно обештетени од страна на општината, реновирани. Станот во кој што беше фамилијата, кој што беше зафатен најмногу со пожари, кој што беше најмногу оштетен, целосно е реновиран и веќе се вратени да живеат во станот. Во насока на подигање на стручната подготвеност на пожарникарите од Македонска каменица за правилната употреба и ракување со противпожарната опрема и справување со пожари во населено и воднаселено место, општината ангажираше ментор за стручно усовршување на пожарникарите од Македонска каменица, активност која е предвидена да трае 6 месеци. Ние веќе тоа го направивме со еден договор за меѓуопштинска соработка со општина Делчево, при што командирот на територијалната противпожарна единица во Делчево го ангажиравме со 2 дена во неделата да биде раководител на нашата противпожарна единица. Мислам дека веќе месец и половина активно работат за 2 дена во неделата, при што ги проверуваат хидрантите на територијата на општина Македонска каменица, прават вежби, се едуцираат, гледат симулации на пожари, така да се надеваме дека најпрво ќе се подобри нивното знаење и нивното, да кажеме, постапување во таква состојба кога имаме определен пожар, а ние како општина Македонска каменица после изградбата на противпожарниот ден во континуитет набавуваме определена опрема и согласно потребите тоа ќе го продолжиме и во иднина. Инаку на пожарот кој се случи на 11 декември минатата година во Македонска каменица, целосно беше опожарен еден стан, а на 3 други стана беше предизвикана значителна материјална штета. Австриската невладина организација Хилкоде донираше во клиничката болница во Штип болнички материјали, помагала и апарати во вредност над 300.000 евра, електрични кревети со душици, постелнина, ЕКГ апарати, инкубатори, инвалидски колички, бироа и лекови, содржи вредната донација. На 20 тони медицинска опрема, лекарства и помошни средства за пациентите денес беа донирани на клиничка болница Штип. Станува збор за опрема во вредност од 300.000 евра од австриската хуманитарна организација Хилкоде. Целокупната опрема ќе биде распределена на повеќе одделенија и амбуланти, со што пациентите ќе добијат подобри услови за време на престојот. Подновување на некои од овие наши капацитети што се однесува, значи, до креветите, посебно на одделенијата за интензивна нега, значи кома центарот при анестезиолошкото одделение, во физикална ќе бидат донесени дел од опремата, но имаме ЕКГ добиери за педиатрија, инкубатори, значи разноврсна опрема да бидат покриени сите одделенија. До сега ова организација има донирано во повеќе земји во Европа, а во Македонија ваква хуманитарна донација организира за прв пат. Со моите соработници работиме доброволно, без плаќање, инако јас сум медицинска сестра и ние собираме заедно медицински материјал за болниците, а исто така ги потражуваме и учениците и многу приватни медицински лица. Соработката со организацијата Хилкоде започнала пред 3 години, кога Јонче Атанасов од општина Конче започнал да работи за оваа организација, вршејќи транспорт на вакви донации во неколку земји на Балканот. Пред 3 години прв пат имаше еден транспорт, јас стапив со нив во контакт, возевме за друштво за инвалиди во Радовиш, после тоа продолжи нашите контакти и лично јас имам возено за Косово 4 транспорта, за Маđarска, за Словачка, кога беше поплавата во Србија исто тамо, продолжи со работката. И они се надеват, и јас се надевам дека ово нема да биде сега прв транспорт, а дека нема да биде последен. Услугите на клиничка болница Штип секојдневно ги користат над 250.000 пациенти од истокот. Националната установа Центар за култура Ацо Шопов од Штип ги отвори вратите на спомен собата, во која се наоѓаат лични предмети на истакнатиот македонски штипски поет Ацо Шопов. Во рамките на новиот проект на Центарот за култура, насловен како Јавен час, првија посетија собата и слушаа за ликот и делото на Шопов ученици од основното општинско училиште Ванчо Прке од Штип. Ученици од Општинското основно училиште Ванчо Прке ја посетија спомен собата на познатиот македонски штипски поет Ацо Шопов.
која се наоѓа во објектот на Националната установа Центар за култура во Штип, која го носи неговото име. Посетата се одвиваше во рамките на најновиот проект на Штипскиот Центар за култура, насловен како Јавен час, во текот на кој професори, книжевници ги запознаа учениците со ликот и делото на Шопов. Професорот Благој Самоников им раскажуваше за неговите почетоци како поет, но и за неговата револуционерна дејност. Навистина, како поет што е роден во Штип, било би непримерено, барем ние штипјаните, уште од помлади години, да не се запознаеме со делото на Шопов и не само да се запознаеме, него да стане тоа наша, јас би рекол, барем за себе, како обсесија, затоа што веќе Ацо Шопов не е литерарна, културна вредност само за Македонија, него како што велат бројните критичари, тоа е една универзална светска литературна вредност. Поезијата на Шопов, стилските фигури кои ги користел во текот на неговиот поетски опус пред присутните ученици им ги доближи книжевникот магистер Милена Ристова Михајловска, директор на Националната установа Универзитетска библиотека Гоце Делчев во Штип. Ги истакнавме символистичките елементи во поезијата на Шопов со цел полесно детектирање на символизмот како стилска формација во неговите дела. И нивното детектирање е многу важно како основа за понатамошна интерпретација од страна на книжевните критичари, теоретичари, секако читатели. За посетата на учениците во спомен собата на Ацо Шопов, директорката на Општинското основно училиште Ванчо Прке, Весна Ничева, истакна дека е чест што токму учениците од ова училиште се првите кои присуствуваа на јавниот час за Шопов. Значи, од големо значење за нашите ученици од Ванчо Прке што имавме можност и чест да бидеме и први посетители на ова спомен соба, а воедно да ги дополнат своите знаења во врска со Ацо Шопов. Навистина една одлична идеја и начин за потсетување на споменути делото на Ацо Шопов. Овој проект ќе стане традиција, во рамките на кој јавни часови пред ученици ќе се одржуваат и за останатите македонски книжевници, познати поети и писатели. Во план сме ние, значи, собата да биде постојано отворена, да не е практика како што беше до пред некое време, ако имаме некое случување или некоја посета, тогаш да се отклучи, туку собата, колку што е работното време на самата институција, да биде отворена постојано, самиот јавен час, кој што го нарековме, да премине во традиција, да биде постојано. Спомен собата на Ацо Шопов во Штипскиот Центар за култура постои повеќе децении и во истата, освен неговите стихозбирки, освен оригиналните стихови од периодот кога ги создавал, се наоѓаат и негови лични предмети и спомени кои ги собирал во текот на неговиот живот. Спомени и од периодот додека бил амбасадор на Социјалистичка Федеративна Република Југославија во Африка, каде ја напишал стихозбирката Песна за црната жена. Бури и торнада погодија вчера неколку држави долж источното Атлантско крајбрежје на САД, како и јужните држави Луизијана, Мисисипи и Флорида. Билансот на загинатите достигна 6 лица, а неколку десетици се ранети. Спасувачките екипи се уште не можат да дадат оценка за штетите. Само во трите јужни сојузни држави се регистрирани околу 25 торнада. Оштетени или целосно разурнати се стотици домови. Десетици илјади жители останале без електрична енергија. Тројца од загинатите се во Вирџинија. Ризик има за територии на кои живеат вкупно 88 милиони лица. Во Средниот Запад силните ветрови беа проследени со мухни снежни врнежи. Десетици летови од аеродромов од Чикаго се откажани, а училиштата во неколку држави од тој регион на САД се затворени. Германските научници објавија дека успешно во лабораториски услови тестирале генетско лекување за вирусот кој што ја предизвикува сидата. Научниците развиле своевидни ножички кои на ниво на клетките може да исече генетски материјал од вирусот на ХИВ во заразените клетки на пациентот. Истражувањето е ветувачко и ако истражувањето беше успешно, тоа не значи дека пациентите повеќе нема да имаат ХИВ, вели за агенцијата Арми Шафбергер. Грчкиот премиер Алексис Ципрас побара земјите на Европската Унија да ги почитуваат одлуките на Унијата за подолба на товарот од мигрантската криза. Во спротивно, како што рече, Атина ќе ги блокира идните договори. Австрија и покрај критиките од Грција и УНЦХР вчера презеде дополнителни потези за координирање на граничките рестрикции на Балканот, со што се интензивира проблемот со мигрантите кои доаѓаат во Грција.
Нема да прифатиме земјата да ни се претвори во постојано стовариште на мигранти, додека Европа продолжува да функционира како ништо да не се случува. Фудбалерите на Манчестер Сити славеа убедлива победа со 3:1 на гостувањето кај Динамо Киев. Манчестер водството го превзеде уште во 15-та минута со голот на Агуеро со 0:1. Во 40-та минута водството го зацврсти Давид Силва, а во второто полувреме Бујалски го намали водството на гостите со погодок, но доминацијата на фудбалерите на Манчестер во текот на целиот надпревар им донесе победа со голот на Јаја Туре. Со тоа што тимот на Манчестер Сити конечно има реални шанси да се најде во четвртфиналето. Во Ајндховен пак ПСВ и Атлетико Мадрид одиграа нерешено со 0:0. Атлетико Мадрид ја имаше повеќе од играта на синокешниот надпревар против ПСВ во осмина финалето на Лигата на шампионите, но домакинот од Ајндховен имаше неколку интересни ситуации пред противничкиот 16-сетник, по кој можеше посериозно да го загрози голот на Јан Облак. Претходно беа одиграни другите 6 први дуели од осмина финалето. Реваншите се закажани за 8, 9, 15 и 16 март. По поразот во Купот на Македонија од кошаркарскиот тим на Бадел, женскиот прволигаш клубски Патриот од Делчево овој викенд продолжува со надпреварите од првенството на Македонија. Распоредот сакаше во првото коло по паузата клубски силите да ги одмери токму со тимот кој загуби пред само 5 дена. Тренерот на екипата Липчо Петровски ги поканува љубителите на кошарката од овој град за прв пат на паркетот да видат една поинаква екипа која во природниот рок се засили со кошаркарските имиња Едина Муса и Ивана Марковиќ. Ние со Бадел сме најквалитетна екипа во овој момент. Тоа беше финале пред финале, тоа ние знаеме дека кога играат два рамноправни тима, едниот мора да изгуби. Еве сега така се погоди трето коло со Бадел во Делчево, значи убава можност на љубителите на кошарката во Делчево да се соберат во што поголем број, да ја видат оваа екипа на КК клубски, појачана со Едина Муса, најдобрата кошаркарка на Македонија за 2015 година, која одигра доста добар надпревар во Гевгелија. Исто така да ја видат Ивана Марковиќ, интернационалката од Србија, Ванеса Василевска и сите други, и се надевам дека со нивна помош ќе успееме да ги победиме кошаркашкиот клуб на Бадел и да направиме едно изненадување во моментот во Македонија. Инаку надпреварот со Бадел кој се игра во рамки на третото коло од првата женска кошаркарска лига на Македонија е закажан за сабота во 14 часот во спортската сала при Средното општинско училиште Методи Митевски Брицо. Ова е се во ова издание на Дневникот. Останете со програмата на Канал Плюс и имајте пријатна вечер.